Добар ден. Присутни 11 членови на Советот. Советот го има потребното мнозинство за одлучување. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, ја отварам 6-та седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи денес на ден 17.1.2022 година. Го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од 5-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 29.12.2021 година. Точка 1. Предлог одлука за доделување подарок по повод празникот Благојавление Водици 2022 година. Точка 2. Предлог одлука за измени и дополнување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Точка 3. Предлог одлука за измени и дополнување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Точка 4. Предлог одлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки на општина Могила за 2022 година. Точка 5. Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Точка 6. Предлог одлука за утврдување висина на стапките на данокот на наследство и подарок во општина Могила. Точка 7. Предлог одлука за утврдување висина на стапките на данокот на имот во општина Могила. Точка 8. Предлог одлука за утврдување висина на стапките на данокот на промет на недвижности во општина Могила. Точка 9. Предлог одлука за исплата на паричен надоместок за секое новородено дете во општина Могила за 2022 година. Точка 10. Разгледување на барањата. Предлагам дневниот ред да се дополни со уште една одлука за исплаќање на патни трошоци на членовите на Советот на општина Могила за присуство на седниците на Советот и седниците на комисиите во Советот на општина Могила. Најпрво, кој е за предлогот да го ставиме на дневен ред? Предлогот е изгласан едногласно. Ова ќе биде како точка 10, а разгледување на барањата ќе биде точка 11. Дали некој бара збор во врска со дневниот ред? Повелете. Советнички прашања ше едно. Молам? Две прашања така лесни. Советнички прашања. Советнички прашања на крајот. Да го изгласаме? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Предложениот дневен ред со измените го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред е усвоен едногласно. Го ставам на усвојување записникот од 5-та седница на Советот за општина Могила. Дали некој има забелешки? Доколку никој нема забелешки, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Записникот е усвоен едногласно. Точка 1. Предлог одлука за доделување подарок по повод празникот Богојавление Водици 2022 година. Комисијата за финансии го дава и градоначалникот го даваат следниот предлог. Советот на општина Могила донесе одлука по повод верскиот празник Богојавление 2022 Водици 2022 година на лицата кои што ќе го извадат крстот од населените места во општина Могила да им додели по еден вредносен ваучер од 5000 денари и икона, а во населеното место Могила лицето што ќе го извади крстот ќе добие дополнителен вредносен ваучер од 3000 денари. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 2 и точка 3 предлагам да расправаме по овие точки заедно, бидејќи се сродни. Кој е за предлогот? Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Известителот од Комисијата за комунални работи и сообраќај.
Комисијата за комунални работи и сообраќај се состана на 14.1.2022 година, ги разгледа и двете точки и за истите нема забелешки, се изгласани со 3 гласа за. Благодарам. Значи, за овие одлуки нема зголемување на цената, има разлика само во дените, исто било и како и минатите години. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, прво точка 2, предлог одлука за измени и дополнување на тарифата за снабдување со вода за пиење и водоснабдување на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е освоена едногласно. И точка 3, предлог одлука за измени и дополнување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Ја ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 4. Предлог одлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки на општина Могила за 2022 година. Комисијата за финансии ги разгледа материјалите во врска со овој предлог. На истите нема забелешки и ги предлага за гласање на Советот. Дали некој бара збор? Да, за точка 4. Повелите. Да. За оваа точка сакам првен да побарам. Вака ние гледаме само некоја цифра, пример, а не гледаме образложение. Пример, еве, конкретно да кажем, за се истото е. Еве, за некоја улица, пример, во некоја села, да речем, Беранци. Колку улици ќе се прават со тие пари, шо дебелина тампоно ќе биде. Ние ништо од тоа немаме, само гледаме некоја цифра. Колку метри ќе се турат, од каде до каде, пример, ништо не знаеме. За кај сакаш истото, значи не знаеме образложение, нема ништо, значи. Претходно е изгласан, значи планот, сите планови ги изгласавме, ова е само средствата. Со измена за... Така, знам дека е, затоа јас барам за друг пат кој ќе имаме нешто вака, значи да добиваме конкретно натре ние зашто. Значи таква дебелина и тампони ширина не можеме да... Абе метража кај ќе се прави едно друго, значи средства се не мора за улица, абе, значи зашто ти кажам, за 100 има работи. Сите исто. Не се знае ни каде, ни колку, ни од каде. Само гледаш цифра тука. Значи за истото е тоа. Да добиваме некое образложение. Затоа ќе оди долго време тоа, значи со образложение се знае дека ќе оди долго, ама ние за тоа сме и платени. Не сме за една секунда само тука и да си одиме. Конкретно за едно постави прашање да знаеме за која... Абе. Значи сегде исто, само цифра гледаме, не гледаме ништо. Планирани средства за Така. изработка на проектна документација за изградба на улици во населени места. Милион денар. Во населени места. Исто, баш кај што се каже сега, дали во тоа место пример ќе ги има Чарлија како што барав Патоеска. Да се планира пример. Така? Апсолутно, онаму кај што ќе има потреба сите ги. Ова е Па ние тоа треба да го добиваме, значи за каде, да знаеме, значи ова година ни барале за таму, за ваму. А ние тоа не го гледаме само милион денари и тој Ацо горе само научен си е милиончина, многу му легнува негово. Значи, Ацо да го повикаме Ацо. Абе нема потреба, јас барам за друг пат, ако дојде ќе има ребаланси, ќе има се живо, значи да добиваме ние материјали, ако не ќе другите, јас сакам. Во писмена, ако не е форма, во писмена ми да дома. Значи не се разбираме, конфузно е прашањето, нема врска со тоа што бараш, со ова сега, јавните набавки се изгласани предходно, значи пред нова година, ова е промена заради поскапувањето на струјата. Ние таму предвидуваме само по дополнителни средства. Ова и во секој план ги има детално, провери назад во материјалите што ги доби предходните седмици, мислам дека на втората или трета седмица. Во програмите ги имаш детално ово што го бара, затоа мислам конфузно е цело време и горе исто да го правиме муавет и сега, значи треба да има издржано да види тоа што го бараш. За милион денари за проектна документација, се што имаме потреба како општина Могила, ќе се планира за проектна документација, без разлика дали било улици, реконструкција на училиште, не знам, фитнес зона и што и да имаме потреба, што ќе одлучиме ние и граѓаните, за тоа ќе се користат. Овие се предвидени средства. Значи предвидени средства.
Затоа во програмата од втората седница или од третата ќе ги разгледаш детално. И повторно можеме по наредна седница да дискутираме. Добро. Така. Планот за јавни набавки е направен врз основа на програмите кои сме ги изгласале ние. Дали некој друг бара збор? Јас да прашам за ова средства за фотокопирање за потребите на општина Могила. Со 100.000 денари, мислам, и печатар можеме да земеме, и скенер, и све да има. Кој ќе ни копира, нас немаме? Предвидени се тие средства за за седниците, мислам се користат за копирање. Сам седниците години наназад се копираат во некоја од фирмите кои ги добива тендерите. Че ова е предвидено за наредната година. Калкулација е направена сигурно од претходните години дека поисплатливо е да печатат отколку да принтат негде отколку да се принтат тука. Значи тие се работите. Може би уште еднаш да го разгледаме, не е проблем. Пак ќе кажам, ова е на дополнување претходно изгласано сето. Благодарам. Добро. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 5. Предлог одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Известителот од Комисијата за јавни дејности. Комисијата со 3 за е поддржва оваа иницијатива, но јас сакам да дополнам доколку има можност општина Могила да си распише еден оглас за наредната, не мора за оваа година, за да си вработи лично комунален инспектор од нашата општина, бидејќи ќе има потреба, не мора вез ден да позајмуваме. Да, добро, благодарам. Предлогот го ставам на гласање. Предлог одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 7, точка 8 и точка 9 предлагам расправата да биде заедничка, бидејќи станува збор за стапките на данокот на имот, за данок на имот, на наследство и на недвижности. Кој е за предлогот за спојување на трите точки? Предлогот е усвоен едногласно. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 7, предлог одлука за утврдување на точка 6, се извинувам. 6, 7 и 8, а Комисијата за финанси нема забелешка по однос на овие предлози, исто да ги предлага за гласање. Сега точка 6, предлог одлука за утврдување на висината на стапките на данокот на наследство и подарок во општина Могила, ја ставам на гласање. Кој е за? Одлуката е усвоена едногласно. Точка 7, предлог одлука за утврдување висина на стапките на данокот на имот во општина Могила. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. И точка 9, се извинувам, точка 8, предлог одлука за утврдување висина на стапките на данокот на промет на недвижности во општина Могила. Јас ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 9, предлог одлука за исплата на паричен надоместок за секое новородено дете во општина Могила за 2022 година. Комисијата за финанси со 3 гласа за предлага паричниот надоместок за секое новородено дете запишано со адреса на живење на територијата на општина Могила за 2022 година да изнесува 3000 денари. Дали некој бара збор? Повелете. Ако има можност уште еднаш да се преиспита, значи да му се зголеми уште малце, не е ништо 3000 денари, знаеме ние, за тоа не стига за 2 дена. Бидејќи на времето во прво одделение се запишувале по 3-4 паралелки,
после по 2, сега нема, по неколку деца има само во Могила, наместо на другите места. Ако е во можност општината, барем дека биде 100 евра или 5.000 денари, тоа е смешно. 5.000 да закружиме барем. На 5.000 денари може да закружи. Така, да се зголеми. Многу малце е, стварно 3.000. Дали некој друг бара збор? Предлогот од 5.000 денари го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 10. Одлука за исплаќање на патни трошоци на членовите на Советот на општина Могила. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 11. Разгледување на барањата, бидејќи станува збор за финансиска помош, ја исклучуваме јавност.